Почитувани, добар ден. Ова е новото издание на Црвена линија. А во него данокот за руски природен газ, што се испорачува преку територијата на Бугарија, е воведен минатата недела и изнесува 20 бугарски лева по мегават час. Министерот Бектеши бара веднаш Бугарија да ги ослободи капацитетите на гасоводот. Барањето е испратено до Софија и до Европската унија. Ако не се прифати, земјава ќе се соочи со нов ценовен шок, а според проценките Бугарија со оваа мерка ќе заработи над 1 милиарда евра. Има ли европска регулатива за транспорт на природен газ што ќе не заштити? Дали е ова нов притисок врз Македонија да се промени уставот и да се внесат бугарите? Тоа е она што денес ве прашуваме во ова ново издание на Црвена линија. Секако и во ова ново издание на Црвена линија ве потсетуваме да не заследите на Facebook Црвена линија, профилот на Телма телевизија, каде што ја објавуваме темата, и задолжително се разбира ве очекуваме на Инстаграм. А од кога ќе не заследите на Инстаграм, веднаш кликнете на Инстаграм стори, веќе активна е нашата анкета, каде што ве прашуваме дали верувате во договорот за добро соседство со Бугарија. Две опции за одговор имате, да или не. Кој е вашиот одговор? Кликнете на соодветната опција, резултатите ќе ги соопштиме по рекламите. За да се подготвиме за денешната дискусија со вас, ќе продолжиме со прилогот на Ирена Чачкова. Председателот на Бугарија Радев денеска пред Уставен суд ја оспори владината одлука за воведување на данок за руски газ кој поминува низ територијата на Бугарија. Очекувањата се дека таа ќе падне на суд, како што пишуваат бугарските медиуми. Во барањето до Уставен Радев наведува дека со одлуката се прекршени голем број одредби содржани во бугарскиот устав, но и дека се прекршени принципите на гарантирање на правото на сопственост и слободната економска иницијатива. Медиумите пишуваат и дека режимот на санкции на ЕУ не предвидува земја членка на Унијата самостојно да воведува дополнителни ограничувања. Според информации на Телма од Македонско-бугарската стопанска комора, бугарската влада се одлучила да воведе ваков данок за да се зголеми конкурентноста на течниот газ во однос на рускиот, но и поради санкциите кои ги има кон Русија. Исто така од комората посочуваат дека на одлуката реагирала и Европската унија со образложение дека е спротивна на европските правила. Со данокот освен Македонија офатени се Србија и Унгарија, но и други земји. Од овој енергенс во земјава големи количини користат компаниите во зоните. Првиот човек на Тирс Деспотовски вели дека доколку остане давачката, тоа сериозно ќе влијае на работата на фирмите. Не очекува да има намалување на производството и затворање на погони, но трошоците во работата ќе пораснат, а тоа ќе влијае на другите одлуки на компаниите. Заради ова и не знаејќи колку се тоа ќе трае, дали можеби тие 10 утре нема станат 20 ако им текнат како Бугарија, се има предвид дека таму имаше локални избори, па се тоа е поврзано во тој контекст. Види, ќе речат ќе полека и да видиме како ќе се движи, па ако треба да примеме 50 души, ќе примеме само 20, па другите ќе се договори. Од компанијата која го врши преносот на гасот во земјава Новагаз, веќе испрати и барање до колегите во Бугарија да се ослободи капацитетот на постоечкиот гасовод од закупот на Газпром, за да може преку единствената цевка од каде влегува гасот во земјава да се донесат поголеми количини од други места. Во моментов, според податоците од други извори, дозволено е да се испорачуваат само 5000 мегават часови дневно, а во текот на зимата земјава троши од 15 до 20.000 мегават часови дневно. Барањето е пратено пред повеќе од една недела, но повратен одговор од таму се уште не добиле. Според проценките, Бугарија од оваа давачка ќе заработи над 1 милиарда евра. А сега преминуваме на вас. Знаете, до Црвена линија патот е едноставен 0230700005. Задолжително се намалува тонот на телевизорот. Целосно зборувате со мене само преку слушалка и очекуваме да слушнеме кои ќе бидат одговорите на нашите денешни прашања. Тоа има ли европска регулатива за транспорт на природен газ што ќе не заштити и дали е ова нов притисок според вас врз Македонија за да се промени уставот и да се внесат бугарите. Секако ќе ве прашам и дали верувате во договорот за добро соседство со Бугарија. Добар ден. Здраво. Здраво, како сме денес? Мрдаме. Мрдаме сите. Види, ја би кажал ова, гледам србиве и унгарциве, некој исти сличен проблем за нив се појавува. Не знам они како го решија и дали го решија тој проблем со овие наши источни непријатели. А иначе јас пак ќе кажам, ќе нагласам бидејќи
прашање Европска унија, бидејќи членка е на Европска унија, ова државичка тука што се многу кочопери. Како таму Европа не реагира, нема ништо, дали станала Европа дисфункционална заедница или што станала више од Европа некако нема, не е више од Европа. Не е таа Европа што беше, него си гледа своји сфери на влијание, иако може да ги возика на брза лента држави како нас или слични на нас, значи да ги шалта како сака, тоа шалтање, значи да не прават будали. А плюс тоа, па каде е Александропулос, нели? Нашиот ми поранешен премиер од Муртино договараше тука, беше тој американец еден тука како некој генерал воен, тука устав мирно, тој тука миру и сега мораш да потпишеш Александропулос, централа ќе правите газ на ова, она. Каде е соработката со јужниот душман? Ако овој те запркава со данок и овој е членка на Европска унија, зашто тој не го натера да интервенира? Таа Европска унија сите овие проблеми и инфлации она не ги направи. Нема време, поздрав, пријатно. Благодарам многу, еве, со стартот на вашето вклучување одговорите кои што ги дадовте. Јас еве издвоивме еден твит кој што му припаѓа на Милош Банџур, секако ќе го преведам со оглед на тоа што е на српски јазик, во однос на тоа што говореше и праша првиот гледач. Па така, еве, во овој твит стои следново. Браќата бугари остануваат доследни кога е Србија во прашање. Кога е тешко, нож во грб. Дополнителен бугарски данок или такса на руски газ кој проаѓа преку балканскиот тек е всушност најобично друмско разбојништво. Зошто? Прашува Милош. Одредување на цената на транзитот всушност се решава со долгорочни договори за што всушност и се користат. Инаку ова е реакција на насловот каде што стои дека Бугарија ја шокирала Унгарија и Србија, вели висока надокнада за транзит на рускиот газ, односно како ќе се снабдува Јужна Европа. Тоа е прашањето од насловот. А немаме конкретни прашања. Ви се чини ли ова дека е некако и нов притисок врз Македонија за да се промени уставот и да се внесат бугарите? Добар ден. Ало. Здраво, добар ден. Добар ден, Тина. Ве поздравувам. Ве поздравуваме и ние секако. Ви благодарам и убав ден да си имате. Најубав ден и вам. Вака. Што се однесува до Бугарија, ние историски знаеме, ние си викаме браќа, си кажуваме едно друго, меѓутоа наискрено кажено, без никакви омрази или вистината, ако ја прикажеме, тие ни биле најголемите душмани. Најголемите душмани од сите соседни комши се бугарите. Ова што го покажуваат и овој притисок го вршат врз Македонија, тоа е нормално за уставот. Меѓутоа на тој начин, кукавички начин, да воведеш нова такса за извоз на газот и да ја зголемиш цената за една Република Македонија, кој во овој момент имаме ние и некој конфликт со неа. Меѓутоа, јас се чудам што не реагират Европа. Која е таа Европа? Еве и за мене беше светица Европа. И Европа е веројатно несериозна во однос на сите работи. Ќе не разочарат, па ќе му завртиме грб и на Бугарија и на Европа. Па да не зачукаме за вратите на Русија. Па тогаш да не отвараат војни тука. Да кажуваат дека ние сме превртливи. Не. Треба трезвено и Европа да знае дека Бугарија е да не се изразам како окупатор, него најголемиот непријател на Република Македонија. Нека се застрамат. Ова да ни го прават тие нас, а кажуваат браќа сме. Нека научат партиите дека тие се... Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме со вас, само ќе потсетам, внимавајте и на тајмерот 90 секунди, особено се однесува на оние кои што може би прв пат ќе ја искористат шансата и ќе се вклучат во црвена линија, што ќе ни биде особено драго. Добар ден. Добар ден, Дина. Па еве, според вас, има ли европска регулатива за транспорт на природен газ што ќе не заштити како земја? Ма нема да дадат. Овие се гадави, угарите. Тоа не е луѓе, бре. Тоа не е луѓе, бре.
Тоа е гадови, не видят окупатори, фашисти. Тој, јас не знам, али тоа е тоа. Како можеш да видиш притон тук некој, што не те сака? Што не те сака? Ти копа гроб, ти да го сакаш с него. Како? Не знам. Пријатно и болта многу тира. Болта толку. Поздрав многу и до вас, сега го продолжете да не следите. Одиме понатаму да видиме какви одговори ќе даде следниот гледаш. Добар ден. Ете, телефонот звони. Добар ден. Ало, Здраво. дали сум на линија? Да, на црвена линија сте. Видите, нешто има за уставот. Па еве, како ви се чини, дали овој потек на Бугарија всушност нов притисок врз Македонија да се промени уставот? Видите, кој е за уставот, јас сакам да кажам. И секој граѓанин да знае на нашата држава, на Македонија, дека уставот не се менува. Уставот ќе биде пак устав на Република Северна Македонија. Само преамбулата се проширува. Се додава оние малцинства кои не се внесени во таа преамбула. А тие се наши граѓани, македонски граѓани, живеат овде кај нас, работат, творат, допринесуваат сите. Школство, образование, безбедност, све има. И има право да бидат и уставно загарантирано. Секој што окочи тоа е против против Македонија, односно против сами себе си, против општеството. Тие не се демократи. А ние сакаме со промена на уставот да направиме едно демократско општество кој ќе ни заведи цел свет. И свет не понатаму, ако треба, ќе продолжиме преговорите за Европска унија. А кажете ми, дали имаме европска регулатива? Ве молам, дали имаме... Нити за крсите, нити за... Дали ме слушате? Еве, според вас, дали имаме европска регулатива за транспорт на природен газ што ќе не заштити? Абе, тоа е друго прашање. Па има, тоа не е главно прашање, тоа не е темата. Тоа не е за муабет. Тоа не е темата, тоа е за муабет. Самите влада ќе го реши тој проблем. Македонија нема да остане без газ или да нема... Ете така, сега веќе ги добивме од вас одговорите кои што ги очекувавме и секако тоа се прашањата и тоа ни е денес темата. Еве, меѓу другото, можете и на екранот да ги видите прашањата кои што денес ги поставуваме за вас. Добар ден. Добар ден, нека биде. Секој е добро, во црвена линија сте. Благодарам и вам. Вака сакам да ви кажем. И да ве прашам. И сите да ви прашам. Когај не биле бугарите нас браќа? Поголеми гимнасии од нив немало. Знаете ли вие за време окупација што правеле они? Значи, ако треба ќе седиме под Јорган, а од нив помош не ни треба. Пријатно. Благодарам многу за јавувањето. Секако продолжете да не следите. Ете, има и гледачи кои што се куси и јасни. Како да е време трењето е 90 секунди, па да видиме какви ќе бидат и следните одговори. Добар ден. Дали се слушаме? Во црвена линија сте? Ало, добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Па, сосема не се согласам, не овој претходниот што зборуваше дека треба да се внесат. Во никој случај, никогаш. Бугари во уставот да бидат државотворен народ, знае ли он што значи? И често пати зборува и на други телевизии истото зборува. Никако. Сега дали овој последен потек на Бугарија ви се чини како еден вид уцена за промена на уставот? Они цело време прават обиди за промена на уставот. Не доаѓа во обзир. Ако и во никој случај не треба да биде промена на уставот. Па поготово они да се внесат. Па зар малку гледаме филмови, историја сме учели што правеле. Значи уопште илузорно е да се зборува за нив. Ја не знам. А тие што го склучија договорот, сега треба да си отидат да се разберат со нив за тоа што бараат за нас да нема ова рускиот газ како се движи. Они да си даат пари за тоа што се договорил
другарот со него да си одат да се договорат. Он да си плаќа се што треба, а не Македонија да плаќа. Тоа е безобразлук невиден во нашава држава што се случува. Срамота невидена. Благодарам многу за вашето учество во Црвена линија. Сега кога продолжете да не следите. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден, баба Руска. Да, јас сум. Секако дека ќе ве познаеме, па и ве да ве прашаме. Малку сум лута зашто тркавото не ме уклучувате само на Црвена. А, не сте лути, ви имате толку освоени убави награди, не верувам дека ќе ве држи лутина. Ми падне од вртење. Ја не сум ви оставила никад да не вртам. Вртат сите, баба Роска. Ама еве Македонија... Ја знам причината. Така, само кажете... Се шалам да се насмееме малце. Секако. Се сме нервозни. Еве сега и ќе продолжиме секако и во добро расположение, но... Знаеш зашто највише се јавив? За овој човек од пред женава што збореше, па јас ќе го изазивам утре слободна тема. Да излезе и да ми објасне дали ние треба да ги внесеме бугарите во Уставот, а дали бугарите не треба да ги внесат македонците во Уставот. А еве со овој потек... одговор, затоа што неправично зборува. А еве според вас дали има... Баба Руска, има ли европска регулатива според вас за транспорт на природен газ за да се заштити земјава? Чекај, некако малку слабо те слушам, Тинче. Имаме прашање дали постои европска регулатива за транспорт на природен газ со што ќе се заштитиме. Ја не сум упознаена у тие работи, јас сум прилично стара жена, ама ако е нешто со бугарите нема да се реши. Така, благодарам многу и ова се одговори секако. Продолжете да гледате. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте. Иван Андреевски на телефон. Голем поздрав до вас. Пораншен новинар и некој функционер во Сдружение тамо, не е битно. Слушајте, со Бугарија, освен Димитровскиот и Телскиот период, после тоа доаѓањето на Живков нема пријателство. Народот не е крив. Народот ги гласа овие сега, не е тој нивниот газ, што не го даваат нас. Сакат Македонија да ја одеват за... Па они не се пријатели. Политиката ја води политичарите и они ние место да ги сакаме, сега ние сакаме да влеземе во Европска унија, они излезе и Средоземно море, Црно море, влегува на сила, им требаше тој пак како нашо, им требаше Албанија, ова со НАТО. И сега они играат играчки со 1,5 милион народ. Па како не му е срам? Арам да им е. На тие што ги гласат и тие што ја водат политиката во Бугарија. Оган да ги изгони. А имаме и овакво прашање. Според вас постои ли сега европска регулатива за транспорт на природен газ која ќе не заштити? Тоа дека се биде. Еве сега треба. Газот не произведува Бугарија. Доаѓа преку Украинија, преку Русија, преку Таџикистан, нагишијат. Само Австралија не сум во живот. Поентата не сме он туѓ производ да забранува. Да произведува Бугарија газ и нека го наплати кој треба 1 милиарда евра. Така, големо благодарам за вклучувањето во Црвена линија. Тука и ќе ве подсетам секако да кликнете на tilma.com.mk и да се задржите и на следниот наслов, каде што стои ќе се спасили Македонија од нов ценовен шок, данокот за руски газ во рацете на Уставниот суд во Бугарија. Продолжуваме со гледачите. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Ви благодарам. Вака, уврска со прашањата што ги имате денеска на дневен ред, сакам да прокоментирам нешто. Без разлика дали едното или другото прашање, во секој случај ние од Бугарија немаме воопшто корист. Каде е тој добрососедски однос, каде се тие добрососедски и пријателски разговори што се водат, комисија таму нели имаме за промена на
учебници, на историја, на сите тие работи. Значи, ние сме подлегнале на сите нивни досегашни притисоци. И тоа се поради неспособноста на оваа влада, која дозволи да си го продаде, да си ја продаде историјата, да си го продаде собствениот народ, а за реципроцитет на тоа немаме ништо. Ние имаме само уцени. Меѓутоа, Европа, што има можност, има сила да направи, да стави својата рака одозгора, затоа што Бугарија не е моćна како единствена држава во Европска Унија да направи овакви притисоци врз Македонија. Тоа и дозволува Европа. Европа има механизам. Европа имаше механизам и за да не прими нас во Европска Унија. По истите стандарди како што ги прима и другите држави таму. Ама спрема нас се воведени други стандарди и тоа се заради тоа што оваа влада неспособна, уништувачка, Ке подсетам само, мерете го времето, 90 секунди е време трењето и сега ќе ви се заблагодарам. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Вака, прво... Ве слушаме, продолжете. Добар ден, по црвена линија, така? Да, ве слушаме, продолжете. Вака, дали верувам во добри соседски односи со Бугарија? Во Бугарија не верувам никако за добрососедски односи, пошто Бугарија е толку расипана во договорите што нема друга земја да може да ја веруваме. Второ, Бугарија не е толку моќна земја да донесе за регулатива на гасот, дека она работи се врз основа што ќе нареди Европска Унија. Значи, повеќе крива Европска Унија кон нас, Македонија, него Бугарија. Ако сака Европска Унија да усимне гаста, мислам, данокот за газ, тоа ќе отвори одмah за 24 сати. Ово што го прави Бугарија, тоа е, како да кажам, некако све по наредба на други држави. Вака ебе крива нашата влада што дозволува вакви работи што се дешаваат во Македонија за правото на бугарите во Македонија, кој не знае да каже едноставно не, и тоа ќе си иде во бездоглед до нема крај на завршницава. Поздрав. Поздрав, благодарам за вашето вклучување. Уште еднаш ке подсетам, значи на telma.com.mk кликнете, брзо ќе бидете и ефективно информирани и секако задржете го вашето внимание на следниот наслов. Ке се спасили Македонија од нов ценовен шок. Данокот за руски газ во рацете на Уставниот суд во Бугарија. И еве, меѓу другото, данокот за руски природен газ кој се испорачува преку територијата на Бугарија беше воведен минатата недела. Изнесува 20 бугарски лева или нешто над $10 по мегават час за газот кој транзитира низ нивната територија. Според проценките, Бугарија од оваа давачка ќе заработи над 1 милиарда евра. Но како и да е, ние ве прашуваме дали ова е нов притисок врз Македонија да се промени уставот и да се внесат бугарите и постои ли европска регулатива за транспорт на природен газ која што ќе не заштити. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Тина. Ве слушаме во црвена линија. Ве слушаме, Тина? Да, одлично, повелете. Па еве вака. Тина, сега ја на овие бугарски некои аналитичари, наши аналитичари што ги слушам, и тоа го верувам. Мислам дека е логички. Сега нив ќе ги цитирам што кажале. Вака сега. Бугарскиот македонскиот спор направен намерно. Создаден така за да иде по овој тер како што иде сега. И мислам дека се управ и успеале во тоа. И сега бугарите у нешто треба стварно да попуштат, не се баш фер спрема нас, ама и нашиве политичари, мислам, во овој спор не треба да го водат вака. Не треба да го водат. Ние прво треба да се загрижиме дека државава не ни е здрава. Воопште не ни е здрава.
у ниеден сегмент. Вчера зборевме, ја учествував за железници. Абе никакви, здравство никакво знаеме. Правда, судство никакво. Ние треба поише да разговараме за тој сегмент. Тие сегменти, тие институции да ги подобриме, а мислам дека нема шанс. И сега ти на едно нешто најважно да ти кажам. Знаеме дека има 120.000 пасоши економски, а колку милиарди нашиве граѓани имаат у Бугарија? Благодарам за јавувањето и еве имате во предвид, мерете го времето. Добар ден. Ало. Здраво, добар ден во црвена Дали линија. сум на линија? Да, ве слушаме. Видете, јас сакам да одговорам на некои прашања што поставија гледачите. А тоа прашање се однесува, ние ако сме весели бугарите во уставо, требало и бугарите внесат македонците во Бугарија во уставо. Сосема нормално. Тие му направија грешка, не на крај него направија лага фактично. Излага дека нема таа малцинство и влегува во Европска унија. Ние сега сакаме да влеземе во Европска унија поштено и честно. Демократски секој еден граѓанин да си има своите права. Седне кога ќе седниме на таа маса таму заедничка, кога ќе дојде малцинските права, А еве како ви се чини, дали ви се чини, дали ме слушате, не ме слушате? И тие ќе ги внесат во уставо. Кажете ми, ви се чини ли честна одлуката? Демократијата. Слушам. Ви се чини ли сега вака честна одлуката на Бугарија со новата цена за данок на енергетски? Што одлука Бугарија има? Што? Па за темата за која што зборуваме. Абе, темата е прва наша. Ние треба да видиме демократско општество на бугарите ќе одаа по нашиот пат. Секој еден граѓанин во Бугарија што живее жител на Бугарија се осеќа од друго малцинство ќе биде внесен во уставо и бугарски. Тоа ќе се бара кога ние ќе влеземе во Европска унија, ќе седниме на иста маса и ќе можеме да збораме за малцински права на граѓаните во сите држави. Тоа е разликата. Затоа ние да бидеме демократски, да си направиме демократско општество, секој и тогаш. Благодарам многу за јавувањето. Еве, вие на некој начин втор пат се јавивте и дадовте одговор на прашањата кои што ви ги упатија гледачите, но сепак темата е она за што зборуваме денес, а тоа е данокот за руски природен газ, што се испорачува преку територијата на Бугарија, е воведен минатата недела, изнесува 20 бугарски лева по мегават час. Оно што ве прашуваме сега, има ли европска регулатива за транспорт на природен газ што ќе не заштити како земја и дали сега ова ви се чини како нов притисок од страна на Бугарија со цел да се вметнат бугарите во уставот? Добар ден. Ало, добар ден. Секој е добро во црвена линија. Бака, ја ќе почнем од второ. Нема врска да ти кажам право со притисок, затоа што ова е кон сите земји што користат или што чив газ поминува преку газоводите во Бугарија. Значи ова важи и за Грција, важи и за Србија, важи и за Унгарија која исто така преку овој газовод купува од Русија газ. Значи она бугарите дека намерно нешто ни прават политика е, како да ти кажам, приказа луѓе што кажуваат пред мене банална работа, мислам, тресење зелени да ти кажам. Значи ова е економска мерка, непочитување на договори. Најверојатно се надевам дека некоја нашите влади кои решиле да го везуваат газ преку овие газоводи имаат потпишено договори како што се регулира правото за користење на газоводот, колку ќе се плаќа такса за пренос и све останато. Така да мислам дека тоа ќе се реши на меѓународен суд како што и ние го решаваме проблемот со Хеленик Петролеум. Толку пријатно. Благодарам многу за јавувањето. Сега исто да посочиме и за она за што еве напомена и гледачот пред малку, да точно со данокот освен Македонија опфатени се и Србија и Унгарија, но и други земји. Она што е исто така круцијално е дека тие држави имаат други алтернативни извори за газ. Со нас таква не е состојбата и токму поради тоа прашуваме постои ли европска регулатива за транспорт на природен газ која што може да не заштити со одваквата одлука. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме?
Добро, како и да е, еве уште нешто во однос на темата. Како што напоменав, значи со овој данок се офатени и Србија и Унгарија, но и други земји. Она што е интересно е дека овој енергенс во земјава големи количини користат компаниите во зоните. Па еве ќе потсетиме дека и првиот човек на ТИРС, Деспотовски, вели дека доколку остане давачката, тоа сериозно ќе влие и врз работата на фирмите. Како и да е, останатите земји имаат алтернативни решенија, ние немаме. Па еве ви се чинили дека постои некаква европска регулатива за транспорт на природен газ кој што ќе може да не заштити. Добар ден. Ало, добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Па треба Бугарија да го несем уставот, еве и синоќа случајна вести у Косово ќе отвара ова канцеларија едно друго, па треба да залитне малку Бугарија, ми сме бугари. Јас сам роден у село Огут, у Аркиво. Ми имаме таму у Аркиво дедо ми, татко, свите не имам таму. И треба да видиме дали албанско знаме ќе се вее у Македонија. Нема да се вее, гарантирам тоа. Толку пријатно. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме нови 90 секунди и верувам веќе нов гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Добар ден и убав ден, што викаме. Најубав ден имам. За транспорт на газ од Бугарија. Сега зависи кој тој гасовод го направил. Ве слушаме, продолжете. Дали го направила Бугарија, со Србија, со Македонија, со Маđarска? И кој го направил? Тој гасовод, они ќе зимаат пари, тој гасовод треба да се одржава. Не они зимаат сега против нас, што се и тие работи. Тој гасовод треба да се одржава. Ако нешто се расипе, дали ќе дојдат тука у Скопје и ќе речат, нас ни треба 1000 евра да направиме пумпата што се расипа. Они немаат ништо сега со уставот, со гасоводот, тоа нема ништо. Тоа така де. Само зависи кој го направил тој гасовод. Дали го направиле русите, дали го направиле бугарите, или ние, исто Македонија работела на таа градба, тоа све зависи. Таму има, кога потпишале они договор, има све таму напишано. А со политика нема врска сега што имаме ние со Бугарија, тоа нема врска. Ајде, ви се чини ли во договорот за добро соседство? Дали верувате во договорот за добро соседство со Бугарија? Не знам, тие работи не ме интересираат многу. Да не се мешам и не ме интересираат толку работи, како што гледам, не се добри работите. Така, но добро е секако еве што се вклучивте во црвена линија и ги дадовте вашите одговори. Продолжуваме. Добар ден. Ало, добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Здраво, Тина. Здраво. Па, не можам да се рече дека не е притисок, затоа што тој русите го градеа сигурно тој гасовод и бугарите треба само такса што отправаја гасот низ нивната држава да наплаќаат. Сега ради Македонија ќе настрадаат и некои други држави што се снабдуваат од тој гасовод. Меѓутоа си има правила, има регулативи таму, ќе видиме како ќе заврши таа работа. А бугарите ги користат сите средства, очигледно е. А договорот со бугарите само ги влоши односите, нели се гледа тоа. Имавме релативно добри односи, се одеше во Бугарија, се одеше на море, се одеше до се пазари, на свиждање се одеше, нели имаме таму. Сега народот неќе да мрдне на кај Бугарија. 90% од народот неќе да мрдне. Гледај на мрежите што се пишува на социјалните мрежи. Че овој договор ги упропасти односите. Меѓутоа не е ни толку виновна ни Бугарија, не зависи од неја. Имавме ние, Бугарија кога влегуваше во Европска унија, не пријави дека има проблем со соседите, пошто требаше и она да пријави тогаш. Кога не примаа во НАТО, Бугарија исто збор не каже, зашто тогаш не стави вето, истиот проблем беше. Зашто не го истакне тогаш проблемот? И тогаш постоеше истиот, со 70 години постои истиот проблем.
Сега искористија Бугарија, европејците го прават проблемот. Дури блокираат, тие блокираат, сега Бугарија ја користат. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Ало? Ве слушаме, во црвена линија сте. Добар ден. Добар ден. Ќе ве молам. Ве поздравувам вас и вашата екипа и телевизија. Голем поздрав и до вас и како од наша страна. Вака, Европската Унија е фашистичка земја. Европска Унија е фашистичка унија. Така и Бугарија е фашистичка и затоа они се бранат еден со друг. Како и да е, прашањата се конкретни во денешно издание на Црвена линија и еве уште една напомена, можеби за оние кои што немаат искуство, внимавајте секогаш на употребата на зборовите, но како и да е, ние внимаваме и на времето, па дојде времето и за реклами. По рекламите стандардно се соопштуваат и резултатите од Instagram Story анкетата. Тоа значи дека вие кои што се уште ни не следите, тоа веднаш уште во овој момент треба да го сторите, со цел веќе во утрешната анкета активно да земете учество. Оние кои што не следат, нашите драги инстаграмџи, еве како одговорија на денешното прашање. Дали верувате во договорот за добро соседство со Бугарија? Со да одговорија само 8%, со не одговорија 92%. Тука останува да ви се заблагодарам. Така изгледаме на Instagram Story. Гледате, тоа значи дека вие кои што не следите, веќе кликнете на Instagram, заследете не и веќе во утрешното издание на Црвена линија со новата тема ќе имаме и ново анкетно прашање, па ќе можете активно да одговарате на анкетите. Како и да е, во продолжение имаме една одлична забава на која што исто така се одговара на прашања. И ако се дадат точни одговори, еве, например, вчера можеше да се освои фрижидер, веќе денес главната награда ни се вика ни се вика телевизор. Тоа значи дека сега јас си ќе ве подготвам, значи нешто плюс си ќе ви подкажам од прашањата, па вие така убаво опуштени и подготвени преку подкажување, очекувам да се вклучите во заврти на Тилма и да си освоите нов телевизор. Сега оние кои што гледа и се јавија во Црвена линија, истите гласови, сакам многу кеф ќе ми биде да ги слушнам и во заврти на Тилма, останатите ги знаете процедурите. Па запишете. Дополнија поговорката. Зборот дупка не дупнува, ама се, тоа вие ќе кажете што, во кој спорт голманот има различна маска, ракавици и палка од останатите играчи. Потоа има и вакво прашање. Кој е најдобро рангиран бугарски тенисер на сите времиња? Имате и вакво прашање. Во кое море потона руската подморница Курск? Еве ви уште едно. Во кој град живеат Фред Кременко и Барни Каменко? Ние сега ќе се преселиме во градот заврти на Тилма. Ве очекувам да се вклучите и веќе набрзо заедно да врескаме стандардно за освоен нов телевизор. Се гледаме за кусо време.